Министерот за култура и туризам Зоран Лјутков порача дека Разловечкото востание представува еден од најзначајните темели на македонската борба за слобода и државност. На свеченото одбележување на 150 годишнината од востанието во селото Разловци. Во своето обраќање, Лјутков истакна дека Македонија предолго живеела со страв да не навреди некого ако се сака себе си, нагласувајќи дека Разловци денес представува символ на македонскиот непокор и опстој. Разловци е највисок пантеон на македонскиот опстој и символ на непокорот, што никој не успел да го замолчи, рече министерот. Тој оцени дека Разловечкото востание од 1876 година го разгорало пламенот на слободата, што подоцна прераснал во пошироко ослободително движење низ Македонија. Јунаците од Разловци не ја победија империјата, но ја победија тишината, а тишината е најстрашната форма на робство, истакна Лјутков. Министерот информираше дека Министерството за култура и туризам обезбедило околу 25 милиони динари за целосна реконструкција на спомендомот на Разловечкото востание. Во рамки на проектот е изработена и нова историска поставка која преку фотографии, документи и артефакти ја раскажува приказната за востанието и неговите учесници. Според Лјутков, зачувувањето на историската меморија е од особено значење за идните генерации. Секој обновен споменик, секоја зачувана приказна и секое спомнато име на разловечките јунаци представува тивок, но моќен отпор против заборавот, нагласи тој. На крајот од обраќањето, министерот им оддаде почит на Димитар Поп Ѓорѓиев Веровски, Поп Стојан Кара Стоилов, Илија Марков, Ледо Илјо Малешевски, Николас Крижовски, како и на сите познати и непознати учесници во востанието, оценувајќи дека нивното дело останува вечен символ на македонскиот непокор, достоинство и стремеж кон слобода.